Да, како што рековте, мислам дека веќе и климатските промени си го земаат својот данок, така да нашиот земјоделски производител, освен во сферата на пласманот на производите, наидува на уште еден проблем, а тоа е климатските фактори. Така да знаеме дека може да има денови со 30-40 степени температура, а во текот на ноќта да дојде до 5 или па дури и до 0, што влие во самиот развој на културите, пред станува за растителното производство, така што на еден начин се хендикепира земјоделскиот производител и тука се намалуваат количините по единица површина. Меѓутоа, пак ја потенцирам оној податок во сферата на производството, има начини како да го амортизира тој шок, да речеме, од температурите со употребата на органските препарати. Мислам дека се амортизираат и не дозволуваат да наиде самата култура на такви штети како што би наидело кај употребата само на конвенционалниот начин на производство. Така да мораме да го кажеме уште еднаш она дека нашиот земјоделски производител во немал случаеви во своето производство наидува на проблематиката од климатските промени. Лека по лека можеби ќе треба да се адаптира и на оние култури кои што се соодветни на ваквите климатски промени да стапи во производство на тие култури.